Неалкохолното наталожување на масти во црниот дроб понатаму може да доведе до воспаление, фиброза, цироза и на крај канцер на истиот. Моментално 1/4 од светското население пати од ова заболување. Многу е лошо што ваквата состојба не дава симптоми, па многу од случаите се смета дека се уште не се дијагностицирани. Со растењето на бројката на заболени од дијабетес и покачена телесна тежина низ годините, на светско ниво, расте и бројката на замастување на црниот дроб и состојбите поврзани со него. Од тука може да се знае дека здравиот начин на живот и промената на животните навики може да доприносе за значително намалување на стапката на заболени и контрола на здравието на црниот дроб, а од тука и на целокупната здравствена состојба. Ние како поединци не треба да чекаме да се развијат симптоми на одредено заболување, па дури потоа да реагираме. Замастувањето на црниот дроб обично не дава никакви знаци и додека се открие, може да доведе до значителни оштетувања. Одржувањето на нормална телесна тежина, редовен начин на живот и секојдневна физичка активност се одличен начин на превенција, но и на лекување на веќе настанатата состојба. Постојат неколку работи на кои треба да се обрне внимание. Да се има навремени оброци во текот на денот, кои калориски би биле распределени така што би имале богат појадок, нормален ручек и скромна вечера. Треба да се знае дека сите шекери, вклучително и оние здравите, како например на овошјето, кои навечер нема каде да се потрошат, се складираат како масти или гликоген. Треба да се планираат оброците во текот на денот со цел да се спречи прегладнување и посегнување по брза и нездрава храна. Секојдневно да се јадат по 5 порции на свеж овош и зеленчук во сите бои на виножитото. Само така ќе знаеме дека сме обезбедиле сите неопходни витамини, минерали и фитонутриенти потребни на дневно ниво. Една порција е колку големината на една тупаница. Најчесто овошјето да се јаде во предпладневните часови, а свежите салати нека бидат неизоставен дел од ручекот и вечерата, како би се обезбедило телото се неопходни ензими кои би помогнали во варењето на храната, а и би се превенирало прејадување доколку пред секој оброк се јаде свежа зелена салата. Кога станува збор за салата, да се преферира темно зелен лисест зеленчук, а сите останати зеленчуци да служат како додаток. Да се заменат рафинираните житарици со целозрнести производи, со отфрлањето на обвивката на зрното не само што се отфрла најголемиот дел од витамините и минералите, туку и растителните влакна кои превенираат нагол скок на шекерот во крвта. Да се превенира домашно подготвена храна наспрот индустријска храна која содржи скриени масти и шекери. Домашната храна да биде најчесто варена или печена, да не се приготвува предолго, да се одберат оброци кои се подготвуваат термички за пократко време. Така вие заштедувате на време, а добивате на здравје. Во ретките моменти, кога се купува индустријски подготвена храна, научете се да ги читате етикетите. Всушност, колку помалку зборови кои не знаете што значат и не можете да ги прочитате се напишани, толку подобро. Мастите да се внесуваат преку здрави извори, како семења, семки, авокадо, маслинки и слично, а да се намалат заситените и транс масти со намалување на внесот на пржена и фритирана храна, маргарини, сосови, кремови, запршки и слично. Протеините да се внесуваат претежно од здрави извори, како мешунки, сојни производи, нискомасни или обезмастени, а најдобро ферментирани млечни производи, риба и пилешко, а да се лимитира внесот на црвено месо и морска храна, додека сувомеснатите производи целосно да се исфрлат од исхраната. Да се ограничи внесот на сол и додаден шекер во оброците, да се преферира ладно цедено наспроти рафинирано масло. Внесот на течности да се сведува во најголем дел на вода, понекогаш чај домошно подготвен свеж сок, додека купечките сокови и алкохолот целосно да се исфрлат од употреба. Физичката активност исто така како исхраната е клучен фактор за одржување на здрав организам и нормална телесна тежина. Доколку не сте биле претходно физички активни, посебно доколку имате покачена телесна тежина, започнете постепено со обично пешачење, во време и интензитет доволен да се зголеми срцевиот ритам, најмалку 5 пати во неделата и постепено зголемувајте темпо и интензитет. Одберете активност која ве исполнува и не ви е досадна. И никогаш не започнувајте нагло и немајте големи очекувања на почеток, како ги би превенирале да се откажете поради разочарување. За време на со тек на време, гледајте да комбинирате кардиотренинг со тежини, како би се зголемила и одржувала нормалната мускулна маса.